Приватните превозници ја реализираа најавата по 10 часот денеска се исклучија од сообраќај. Најавија дека во наредниот период ќе возат само наутро, се до исполнување на нивното барање, односно исплата на поголема сума од долгот за кој велат дека достигнал 170 милиони денари, како и дека немаат исплата од месец март. За состојбата со јавниот превоз Линковски во овие вести ја вклучуваме колешката Симона Петровска. Симона, по петочната кавга со директорот на ЈСП Приватниците и денеска не добија исплата на трансакцијските сметки. Така, Александар, веќе 2,5 часа по улиците во главниот град возат само автобусите на јавното сообраќајно предпријатие, бидејќи пред 3 дена приватните превозници најавија дека ќе престанат да возат доколку не им се не исплати долгот, но повеќе детали овде во живо сомена во вестите се тројцата директори на приватните превозници, па ќе дознаеме зошто тие денеска од 10 часот наутро не возат. Јовица, која е причината што во 10 часот се исклучивте од сообраќај? Како што кажавме минатиот пат, причината е преголемиот долг што го има ЈСП кон нас. Ние денеска очекувавме повик од ЈСП дека ќе ни се уплатат средства за да можеме да продолжиме со возење, меѓутоа за жал тоа не се случи. Ние немаме никаква информација, никој не ни се јавил дека да каже дека ќе ни се уплатат средства и автобусите се повлечени. Значи ние мораме едноставно да се редуцираме и од сега ќе возиме од 5 до 10 се додека не ни се уплатат средства. Сакам да нагласам дека бевме обвинети од страна на директорот Драги Кушовски дека манипулираме со бројки. Еве затоа ние тука носиме финансиски картици од сите три здруженија. Долгот само кон пакет 1 изнесува доспеан 34 милиона и 600 илјади денара, доспеан долг, вкупен долг 70 милиона денари. Кај пакет 2 доспеан долг е 30 милиона денари, вкупен долг 52 милиона денари. Кај пакет 3 доспеан долг 22 милиона денара, недоспеан долг 23 милиона денара. Значи вкупно околу 170 милиона денара со тоа што имаме вкалкулирано минатата недела што ни уплати по 800 илјади денари по пакет. Тие средства се премалку, за жал тоа е. Им се извинуваме на граѓаните, но ние останавме без финансиски средства за нафта, за плати, автобусите се повлечени. Директорот Кушовски кажа дека долгот се намалува, дека постојно се намалува, дека не е толку голем колку што вие го кажувате. Јас кажав категорично, тврдам дека тоа не е точно. Долгот се зголемува и е преголем. Значи мора да ни се уплатат средства за да ние продолжиме. Од месец април навака не е затворен долгот. За попластично да објаснам, еве да работите негде 6 месеци. Ќе ви се насоверат 6 плати и некој да ви уплати 10.000 денара. Што ќе направите вие со тие 10.000 денара? Ќе платите дел од сметките и ќе немате за преостанато. Тоа е. Како ќе продолжите понатаму? Секој ден ќе возите од 5 до 10 часот? До кога? Јас се надевам дека ќе се има разбирање дека многу брзо ќе ни се уплатат средства за да можеме да се вратиме на скопските улици и да бидеме сервис на граѓаните. Како ќе биде понатаму не знам, но ние ќе продолжиме вака се додека не ни се уплатат пари. Фала. Така, Александар, како што веќе слушнавме, приватните превозници од денеска ќе се обраќаат од 5 часот до 10 часот низ утрина. Велат дека ќе го прават тоа се додека не им биде исплатен долгот.